Добро утро и од мене, почитувани гледачи. Ова утро ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание со една интересна, да кажам, тема која што се однесува за љубителите на ликовната уметност, односно за изложби, уметници, се она што ја чини ликовната уметност. Затоа на самиот почеток ќе ја повикам режијата да пушти една изложбена поставка која што е реализирана во Центарот за култура. Се работи за групна изложба од Кичевската ликовна колонија, а веднаш потоа се враќаме во студиото со нашиот гост. Во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово беше отворена изложба на дела изработени на 21-та интернационална Кичевска ликовна колонија. Оваа реномирана ликовна колонија, чии дела првпат се представуваат пред кумановската публика, се реализираше во текот на месецот јули во 2014 година во Куќата на уметноста, која се наоѓа во местото Кнежино, оддалечено 6 километри од градот Кичево. На колонијата учествуваат 27 уметници од 15 држави, меѓу кои Украина, Русија, Малезија, Јужна Кореја, Судан, Хрватска, Србија и Македонија. Се работеше 2 недели. Покрај тие 2 недели интензивно работење и дружење, уметниците има можност да ги прошетаме и да ги запознаеме со во другите градови на Република Македонија, со убавините од Охрид, Струга, Битола, Скопје. Веќе гостите што доаѓаа од странство добија еден поинаков и убав печаток за нашата земја. На Кичевската колонија беа изработени 80 ликовни дела во повеќе техники и дисциплини. Во најголем дел слики во техниките масло и акрил на платно, дела во комбинирани техники, но и скулптури во метал. Овие дела, преку кои уметниците од различни земји на свој начин ги искажуваат импресиите од Македонија или од земјите од кои доаѓаат, и по изложбите го наоѓаат своето место на представување пред јавноста. Делата што се состануваат собственост на интернационалната Кичевска колонија, тоест на АД Тајмиште. Многу дела имаме подадено во различни институции низ Македонија. Се разбира не како поклон, привремено да бидат. Изложени се во нашите објекти што ги поседуваме во Кичево, хотел Кичево, куќа на уметноста. Имаме една бројка веќе која надминува преку 1000 дела. Делата од 21-та интернационална Кичевска ликовна колонија досега беа представени пред ликовната публика во Кичево, Скопје, Кавадарци и Велес, а по презентирањето во Куманово продолжува нивната промоција во Битола, Прилеп и Софија. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 23 април. Кичевската ликовна колонија го најавува и нашиот гост за ова утро. Тој е Роберт Цветковски, стручен соработник за ликовна уметност во Центарот за култура. За ликовна изложбена дејност. Така, добро дојдовте во нашата програма Нов ден. Така, добро најдовте, поздрав до вашите гледачи од мене. Така. Ние постојано ги следиме изложбените поставки, изложбите, нашата камера регистрира се она што се случува во Центарот за култура. Кажете ни до сега правите прв пресек или се уште е рано за она што се случува во Центарот за култура, бидејќи се движи летниот период. Како сте задоволни, колку изложбени поставки, колку публика помина таму? Како беше овој прв дел од годината? Дека сега не правиме некој рекапитулар на она што е сработено, меѓутоа она динамика која имаме, значи на секој 14 дена да имаме по една изложба, до сега успешно ги менеджираме тие термини, значи граѓаните има можност на секој 14 дена да видат по некоја нова изложба. Прилогот што го пуштивте е значи една изложба која беше изморено посетена и изморено прифатена од гостувачка изложба, да. Инаку се трудиме да тие изложби значи бидат со повеќе различни експонати, значи некогаш тоа е фотографија, некогаш се слики, некогаш се графики, цртежи, скулптура. По она што значи ни нудат самите можности и самите автори кои изложуваат, се обидуваме значи сите тие
медиуми да ги вклучиме и да ги презентираме на некој начин. Што се однесува до самата публика, морам да кажам дека таа не е за жал се уште константна. Секако поголем број на публика се забележува кога изложувачи се ликовните автори од нашиот град, што е и разбирливо. Кога имаме гостување на автори кои доаѓаат од други градови, понекогаш може се случи да имаме помала заинтересираност, помалку публика и секако тој проблем се обидуваме во континуитет да го решиме со сите оние средства кои ни стојат на располагање во смисла на рекламирање на тие наши манифестации кои ги правиме во центарот, па јас се надевам дека во предстојниот период таа состојба ќе се промени, значи ќе имаме една константна публика без разлика кој изложува. Самиот простор. Во последно време можеме да забележиме дека покрај она константна публика на одредени изложбени поставки веќе почна да се интересира и млада публика, помлади. Па да, Дали дека е тоа точно? Благодарение на интернетот, на Фејсбукот, мислам дека се повеќе наши млади сограѓани се интересираат за изложбените поставки, поготово ако изложуваче некој млад автор кој е популарен меѓу нив на некој начин, тогаш и интересот на младата публика е поголем. Дел од тие луѓе што почнуваат помлади да не посетуваат се некои идни уметници, значи тоа се таков профил на млади луѓе кои планираат во предстојниот период посериозно да се занимаваат со уметноста. Значи тоа се обично млади луѓе кои се запишуваат на Ликовната академија во Македонија или во земјата и кај нив е интересот големен, доаѓаат тука, се интересираат, разговараат со нас, разговараат со самите уметници кои изложуваат. Така да на некој начин можеме да констатираме дека помладата публика се повеќе присутна во Центарот за Како е култура. вашиот однос со средните училишта? Веќе во сите средни училишта имаат Па ние и преку- час по ликовна од уметност, секогаш- мислам. Од секогаш сме се обидувале, значи да воспоставиме на конекција со самите професори и како резултат на тоа имаме понекогаш организирани посети од страна на гимназијата, од страна на техничкото училиште. Мислам дека тие посети се корисни за самите професори, за самите ученици, бидејќи професорот може на лице место, значи при една поставена изложба Додржи да час. ги непосредно додржи час и Така. непосредно да ги запознае самите ученици со техниките на сликање, со самите експонати, со идејата на авторот, може да добиет и каталози за самата изложба, каде што ќе може да се запознаат со повеќе информации врзани за самата изложба и за самиот автор. Центарот за култура покрај тоа што организира изложби, да кажеме, на академски профилирани ликовни уметници, дава можност и на оние кои што не се академски или популарно, или како се нарекуваат, самоуките уметници. Оваа година во првиот дел имаше ли изложби на самоуките? Има и една манифестација, мислам, ако не се лажам. Да, меѓутоа не се организира веќе неколку години, значи Така. Центарот за култура, иако главна целна група ни се академските ликовни уметници, значи сликари, скулптори, графичари, даваме можност, како што рековте, да во нашата програма бидат вклучени и луѓе кои немаат завршена академија, меѓутоа кои имаат едно високо естетско и ниво на изразување, значи кои, ако можем така да кажем, го совладале занаетот сликарски и уметнички. И за таа цел наназад организиравме една изложба самоуки, веројатно на тоа ви беше целеше прашањето. Таа изложба ги обединуваше сите оние творци од нашиот град кои Групна изложба групна, беше, да, така. кои како хоби им беше сликарство или копаничарство или скулптура. И еднаш во годината распишувавме конкурс, собиравме дела. За жал, таа изложба во последните, можем да кажем, 5
5-6 години не беше поддржана од страна на Министерството за култура, така да ние немаме можност, значи, да ја организираме, што значи дека нема и во наредниот период, доколку се создадат можности, дека колку години пред тоа беше организирана? Повеќе ќе реафирмира. Па таа изложба во Центарот за култура почна да се организира од 90-та година, значи и негде, мислам, до пред 5 години. И мислам дека беше многу посетена и многу популарна. Она беше многу посетена, бидејќи се работеше за наши сограѓани. Така. И нормално дека за секој од тие уметници кои учествува на таа изложба доаѓаат барем по 10-15 луѓе, негде околу 20 до кај 30 уметника секоја година учествува на таа изложба. Така да од страна на публиката беше навистина таа изложба посетена, па дури во некои години успевавме и да ја прошетаме во неколку галериски центри ширум низ Македонија. Меѓутоа, за жал, згасна, верувам дека долго се создава услови повторно таа изложба ќе се реафирмира и на некој начин ќе вклучи наши сограѓани кои работат дома онака од хоби, значи кои сликат, и на некој начин повторно таа публика која беше заинтересирана за овие уметници ќе се врати на некој начин во овие наши простори. Кога сме веќе кај организирањето на изложбите, да не останеме должни на сите оние ликовни уметници, кога сме во тој контекст, да кажеме дека Центарот за култура работи по веќе предходно подготвена програма. И во однос на ликовната уметност и во однос на другите дейности. Да. На нашата програма всушност се состои од два сегмента. Значи, еден сегмент е програма за која аплицираме секоја година, значи тоа е годишната програма од национален интерес. Значи, тој конкурс го распишува Министерството за култура на Република Македонија и на тој конкурс се учествува секој јуни, значи од 1 до 30 јуни е распишан конкурсот. Претходно ние нели собираме информации, се договараме со самите уметници и на база на тоа правиме апликации. Министерството за култура во текот, значи до крајот на годината врши селекција и негде околу 1 јануари објавува што е поминато кроз тој нивен филтер и кои уметници се дел од нашата и од програмата секако на другите центри за култура. Да ви кажам дека таа бројка варира многу и за жал во надолен пат во моментот, значи од 12 изложби поддржани годишно спаднавме на 9, па на 6, а ова година има само 5 изложби се поддржани, значи по тој основ, значи еден дел од програмата функционира на тој начин. Вториот дел од програмата, бидејќи ние нормално не се ставиме на тоа да правиме само 5 изложби кои се поддржани од Министерството за култура, него си имаме една динамика од 14 дена и секако ги користиме, значи тие некои врски, конекции што ги имаме со другите центри за култура и на база на размена, значи носиме други изложби кои се во нова програма која ја поддржува Министерството за култура финансиски, значи се договараме некои наши изложби кои се под наш менеджмент одат таму се представуваат, а како резултат на таа размена, значи доаѓаат и некои други изложби кои ние па ги презентираме ваму и оној трет сегмент тоа е уметниците понекогаш имаат желба да кажам на своја сметка да направат негде на своја рака да направат некоја изложба и ние тука исто така се обидуваме да им излеземе во пресред со тоа што им нудиме простор, им нудиме помош околу самата организација, поготово ако се работи за некој уметник кој е навистина квалитетен, се обидуваме на секој начин, значи да се договориме и неговата изложба да ја презентираме пред пошироката јавност. А сега ќе замолам режијата да пушти еден прилог, да направиме еден мал пресек. Се работи за изложбата на ликовниот уметник Кирил Темков. Изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово вчера вечер беше отворена изложбата на слики на академскиот уметник Владимир Темков.
Главната обсесија на овој уметник е експресионизмот. Од силните бои на неговите дела најчесто проличуваат птици кои се во судир со светот околу себе и го искажуваат внатрешниот бунт и творечкиот немир на авторот. Но тука се и житните полиња и тиквешкото поднебје како конкретен извор за апстрактната уметност. Многу убаво, уметноста за мене представува живот. Впрочем, исто како што и мојот циклус, кој што јас го сликам во овој период, се вика живот, или живот со житни полиња. Абстрактно тргнува од реалното. Значи, реалното е тиквешкото поднебје, тиквешкото поле. Ако земете, например, да видите како изгледа едно житно поле или една нива насадена со жито, ама доколку се ставите во ситуација да вие сте бравка и да сте на земјата и од таа перспектива го гледате житото и се она што се случува во една копа сено, тогаш тоа што ќе го видите таму, ќе го пронајдете и во моите дела. Секое ново изложување пред ликовната јавност значи отуѓување на дел од моите дела, вели познатиот уметник, задоволен од своето представување пред ликовната публика во Куманово. Се до оној момент додека делата се во ателјето и додека ги гледам само јас, тие се мои. Првиот момент кога ќе ги поставам на увид на јавноста, тие се веќе на сите, не се само мои. И за мене секој едно такво отуѓување е новина и јас уживам во тоа. Сигурно дека ова веќе сум посебно среќен, затоа што еве стекнав и нови пријатели овде, видов нови луѓе, видов колеги кои што многу години не сум ги видел, така да за мене е ова празник на душата. Владимир Темков е роден 1959 година во Кавадарци, средно уметничко училиште, педагошка академија и факултет за ликовни уметности завршил во Скопје, член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 2001 година. Реализирал околу 60 на самостојни изложби во Македонија и надвор од неа. Бил учесник на многу колонии, групни изложби и меѓународни конференции, а реализирал и повеќе проекти и интервенции од областа на уметноста. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 12 март 2015 година. Имавме можност да видиме токму една изложба гостувачка на ликовен уметник од Кавадарци. Така. Сигурно дека и наши ликовни уметници кои што имаат изложувано во Центарот за култура се обидувате да ги изнесете надвор од локалните рамки, бидејќи ние добивавме информации. Да кажам веднаш, значи дека прилого што го презентира нашиот голем пријател и соработник Владимир Темков, инаку тој е директор на Домот на културата во Кавадарци, значи извонреден менаџер и организатор на многу манифестации. Во однос на изложбите, да кажам дека тој покрај тоа што е директор и организатор, тој и ликовен автор. Значи имавте можност да видите неговата изложба, така да. Инаку што се однесува до таа размена, до тоа гостување, токму сега значи можам да најавам дека ние во Кавадарци ќе бидеме присутни на 29 овој месец, каде што ќе се отвори изложбата на графики на Момчил Аврамовски, значи во 20 часот, и тогаш граѓаните на Кавадарци ќе имат можност значи да се запознат со оние авторски остварувања на Момчил Аврамовски, верувам дека ќе им се допадне. Инаку оние изложби што се проект на Министерството за култура и на Центарот за култура од Куманово обично ги представуваме во неколку галеријски центри. Североистокот тука? Не, зависи. Не мора да значи. Нема правило. Гледаме кои термини се слободни и кои колеги се расположени да прифатат едно гостување, така да ние ова година започнавме значи со менаџирање на изложбата на графики на Момчил Аврамовски. Него го представивме во Кратово, во Кочани, во понеделник, значи сега на 29 го представуваме во Кавадарци и на 6 во рамките на Битолското културно лето исто така ќе ве представиме изложбата на Момчил Аврамовски. Како поминуваат нашите уметници на гостувањата? Кажавме дека кај нас публиката е... И таму да кажам дека зависи од место до место, зависи од датум, од термин. Меѓутоа, обично изложбите се солидно посетени. Значи, тоа се работи за некоја група од 30 до 50 луѓе.
во зависност од тоа, значи во кој период на денот се одржува самата изложба. Некои градови, да ви кажам, дека имаат пракса и да отварат изложба на пладне. Кај нас се отварат обично навечер. Така да тоа е многу релативно, меѓутоа добро е што нашите уметници од Куманово можат да дојдат во еден контакт со некои, да кажам, љубители на уметноста од другите градови, и тоа е убава можност, значи, и за самите нив да се презентираат како автори, а секако и за нас, и за домаќинот една убава можност, значи, да се размени една програма, една изложба и да се направи една конекција која во претходниот период може да резултира и со размени на други програми. Значи, не мора да бидат тоа само изложби, него може да бидат програми од областа на литературата, од областа на музичко-сценските дејности. Значи, тие врски што ги правиме се секако еден благодет, еден допринос, една правење на едно меѓусебна верба и понекогаш и планирање на некои заеднички програми. Така да со оние центри со кои имаме добра соработка, тоа се сигурно 5-6 поголеми центри за култура од Куманово, ни овозможуваат кога ги правиме тие наши програми, значи да ги планираме тие гостувања. Програмата и изготвувањето на програмата, мислам дека ево те кажавте токму во овој момент се Да, сега, значи, како што кажав, трае конкурсот, значи до крај на месец, значи до 30 овој месец мора да се предадат тие предлог програми, па она што Министерството ќе смета дека треба да се одбере да се финансира во текот на 2016 година, ќе биде објавено, значи, во текот на месецот јануари. Јас се надевам дека 2016 година ќе имаме повеќе среќа и ќе имаме повеќе програми кои ќе бидат финансиски поддржани. Што се однесува до скулптурата, колку таа беше застапена? Знам дека организирате една изложба. Да, биенално организираме таа изложба, така се беше? вика Скулптури на новото време, и нашата идеја тогаш кога започнавме 98 година со организирање на оваа изложба беше да направиме еден обид да смениме таа доминација на сликите, значи како Токму експонат негде околу од 90% од експонатите кои се изложува кај нас беа сликите, а негде 10% отпаѓаше на графиките и на скулптурата. Значи скулптурата многу ретко фигурира како изложбена поставка, не само кај нас во Центарот за култура, него воопшто, бидејќи се работи за изложба која бара многу поголеми финансиски побарувања. Замислите да некој уметник работи во мермер и да мора да има 25-30 експоната, колку тоа чини. Потоа тука се врзано е со транспортните трошоци, значи многу е поделикатно и многу финансиски е по-скапо да се направи изложба на скулптура отколку било која друга изложба, и затоа уметници многу ретко се одлучуваат да прават самостојни изложби на скулптура, и тие како експонати се многу малку застапени во изложбените простори широм Македонија. Мислам Така да дека имаше нашата еден уметник кој што изложува често, Бундевски. Добро, не изложува толку често, на 3 Така, на на 4 3 години, години. на 3-4 години. Публиката има можност да види скулптури, Така, така, да. самостојни. Да. Тоа е еден од ретките на 3-4 години што изложува. Обично може би еднаш у кариерата или два пати ќе се одлучат уметници, бидејќи, како што реков, се работи за скап проект, и ние поаѓајќи од таа идеја дека знаевме дека многу малку уметници имаат можност да организираат своја собствена изложба, се одлучивме на една варијанта на групна изложба, каде што секој уметник да направи едно дело и не е проблем. Поводов што Со има поедно, со по две дела, како беше? Со Така. поедно, и има можност, значи, у текот на 2 години колку што биенално се организира оваа изложба, значи да направи нешто ново. Меѓутоа нас идејата ни беше да
направиме една изложба на една современа скулптура, затоа се и вика скулптури на новото време. Значи тука сметаме на оние скулптури кои, да кажем, денеска се работат во светот. Тоа се комплексни скулптури во кои учествуваат електронски склопови, интерактивна скулптура во која Повеќе медиуми застапени. Има дел од роботика вградено во неа, има разни електронски системи кои се поврзани и кои прават мощни интересни ефекти. Скулптури, научна фантастика. Така, за жал во Македонија нема такви уметници кои работат таква скулптура. Меѓутоа ние почнавме со проектот и останавме на тоа да вклучиме уметници кои работат класична скулптура. Тоа за среќа функционираше до сега. Ќе видиме сега ова година како ќе бидеме со таа збирка што треба да ја формираме и треба да ја презентираме на 30 јули. Значи веќе почнавме нешто да собираме скулптури. Ова изложба значи вклучува, конкурсот е отворен за сите академски скулптори од Република Македонија. Досега успеавме, значи 20-25 автори да вклучиме во овој проект. Значи, се надевам дека 25 експонати, така. Да, се надевам дека и ова година таа бројка ќе успееме да ја постигнеме. А сите љубители на скулптурата еве уште сега ги канам на 30 јули во изложбениот салон на Центарот за култура да повелат и да видат она што го презентираме во тој простор. Така. Ние со скулптурите ќе направиме еден мал пресек. Ќе ја замолам режијата да пушти една музичка номера, а потоа се враќаме во вториот преостанатиот дел од емисијата. Креативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, за кој ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Креативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. И сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, за кој ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се.
застанавме кај скулптурите, односно ја превршивме таа тема. Сега сигурно би ги интересирало сите оние кои што сакаат да изложуваат, да кажеме, во Центарот за култура, како се одвива таа организација. Кога, например, треба да се јават кај вас, доколку кажавте сакаат да влезат во таа програмата на Министерството за култура, предпоставувам дека тоа е една година претходно, така. Да. А доколку сакаат сами да организираат изложба, што му помага Центарот за култура и во кој правец се одвива тоа, кога треба да се јави? Така, значи јас ќе повторам пак во врска со таа организација, значи по основ на учествување во програмата од национален интерес, значи сите уметници можат да се јават кај нас од почетокот на годината до негде до 15 јуни и да ни дадат своји предлози, значи да се консултираат со нас, да ни дадат фотографии од своите дела, да кажат што им е концептот, што им е идејата и ние тоа да го вградиме во една апликација и да конкурираме. И Тоа се однесува за следната година, така? Тоа се однесува, да, за следната година. Значи, например, ова година сега са 2016 година се конкурира. Значи, тоа е по тој основ на таа програма на Министерството за култура. Ми да постојат и други можности, доколку не влезат во таа програма, секако дека не се тука исцрпени сите можности, можат, доколку имат спремна изложба, доколку имат отпечатен каталог, може да се јават кај нас и ние да ги разгледаме можностите околу наоѓање на евентуално слободен термин во кој би можела да се реализира таа изложба. Обично на уметници ми помагаме на тој начин што зборам за оние, за академските уметници, значи што не им наплаќаме за користење на просторот, им даваме подршка во средствата за јавно информирање, им печатиме покана, плакат, значи се обидуваме на некој начин и ние некој да дадеме придонес во реализирањето на таа изложба, меѓутоа сите други трошоци, значи транспортни трошоци, трошоци околу самата изложба, трошоци околу каталогот, значи мора да ги понесе самиот уметник. Меѓутоа и по таа основа да кажам дека од време на време има интерес кај самите уметници и ние на некој начин се трудиме и такви изложби што повеќе да организираме, со тоа што во крајна линија самиот посетител и не мора да знае дали таа изложба е финансирана од Министерството за култура Точно или така. не. Бидни се делата кои се презентираат, значи дали се работи за некои квалитетни дела и доколку е тоа така, секако дека и интересот на публиката е поголем. Секако дека вие ги следите и нашите уметници кои што за прв пат изложувале во Куманово, тоа не значи дека подоцна и не прераснале во големи ликовни имиња. Сигурно се сеќавате на такви кои што почнале минимално, меѓутоа кажеме големи за наши простори, за така. наши простори, да. Има да кажем многу уметници кои се поминати Тука кај нас. Кај нас, на нашите простори. За жал, тој пат до некој голем уметник во Македонија е многу тежок. Така. Голем уметник обично се станува ако се излезе од границите на Република Македонија, иначе кај нас тој пат е доста комплициран, бидејќи многу тешко се прави кариера, многу тешко може да кажеме да се стане име, поготово што конкуренцијата е многу голема од една страна, од друга страна интересот на публиката е вариабилен, некојаш поголем, некојаш помал. Купувната моќ на граѓаните е намалена. Значи, морам да кажам дека за да еден уметник функционира и за да биде у наводници, нели, голем, тој треба да има продажба на своите дела, бидејќи тоа е, да кажам, мотивот и кој функционира. Значи, ако правите дела, ако имате голема продукција, ако продавате, вие ќе правите повторно нови дела со нови идеи и на некој начин ќе бидете во постојан допир со самата публика ќе ве научи, ќе ве знае,
доколку имате интересни идеи, ќе сака да има дел од вас. Значи тоа е еден круг кој за да профункционира кај нас Мислам дека и факултетот за ликовни уметности секоја година запишува нови кадри и продуцира запишува, така. да, има нови кадри, меѓутоа Без покрај оглед на тие тоа што нели покрај на тие кадри пазарот што има- завршуваат овде кај нас Да. имаме голем број на млади уметници кои завршуваат во околните држави, некои дури студираат во Америка. Така да конкуренцијата е огромна и луѓе едноставно не можат ни да пратат, да следат. А од друга страна, пак, како што реков, значи, интерес од продажбата на делата оди многу тешко. Пред се ради куповната моќ на граѓаните, од друга страна и државата многу ретко прави откупи, некои организирани. Со тоа, да кажам, уметниците се максимално демотивирани. Значи, вие кога не продавате дела што ги правите, колку и да се ентузијаст, колку и да имате енергија и идеи, значи, ќе работите тоа до некоја граница, 4-5 години. Меѓутоа, ако немате никаква продажба или ако имате нешто сосема символично, вложувате огромни средства, нормално дека за 4-5 години ќе се демотивирате, ќе се обидете да најдете некој друг начин на функционирање, бидејќи, како што рекол, продажбата навистина е многу пазарот е мал. падната, Пазарот е пазарот е мал. релативно мал. За тоа говори и случај што сигурно во Скопје во последните 10 години, 15 на приватни галерии се затворени, бидејќи не можат да обстанат. Во Куманово знаеме дека и немаме Токму ми беше следното немаме прашање. продажна галерија, бидејќи веројатно не може да работи рентабилно. Така да тоа е состојбата сега, за жал. Да Вие се во надам дека неколку ќе биде наврати мислам променет. дека Центарот за култура се обиде да направи неколку Па продажни изложби. ние 97-98 година во првото фоје направивме еден обид да имаме една продажна галерија која ќе функционира. Меѓутоа по 3-4 месеци обиди видовме дека продажбата оди многу слабо, скоро воопшто ништо не продадовме, бидејќи пак нашите луѓе имаат таква стратегија да одат директно кај уметниците дома, значи не купуваат од галерија. По нарачка. Да, одат дома кај нив и така да тоа не профункционира кај нас. А доколку одреден уметник сака да си ја прогласи изложбата и за продажна, може и тоа да се случи. Може, тоа со тоа што ние нормално не се мешаме во тоа колку што ќе си продаде. Не имаме некои проценти. И, Тоа си е цените работа- си ги одредува сам Тоа така. си е, да, тоа си е работата на уметникот и на тој што купува. Сега предлагам на режијата да направиме еден пресек на една друга тема, исто уметност, меѓутоа се работи за фотографија. Малиник е насловот на првата меѓународна изложба на уметничка фотографија, која што е поставена во изложбениот салон на Центарот за култура во Куманово. На изложбата се презентирани 50 фотографии во црно-бела и колор техника од повеќе автори кои се признаени во целиот свет. Ја донесовме ова изложба бидејќи е репрезентативна, првенец на фотоклубот Дунав и по квалитетот и по презентација во која учествуваат многу држави од светот. Ова е изузетно оценета високо од фотографската критика во регионот. Во море од исклучително квалитетни фотографии прикажани се портрети, акти, пејсажи, животински свет, социјални и други теми, но во секоја фотографија постои нешто лично што го разоткрива самиот автор, односно неговиот начин на гледање. Пазите, Куманово е пред свега град кој има изузетно... Куманово е пред се град кој има значително богата фотографска традиција, значително добри стари мајстори на фотографија, признаени на овие простори и пошироко и една силна генерација нови автори кои доаѓаат. Така да уметничката фотографија не е новина во Куманово. Меѓутоа, оваа изложба треба да се види од причина што тоа се навистина автори кои се познати и признаени во целиот свет и фотографии кои се познати и признаени во целиот свет. Малиник е кружна изложба помеѓу државите Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и Македонија. Изложбата ја организира Фотоарт F7 од Куманово, а љубителите на уметноста ќе можат да ја видат во следните 6 дена. Потоа ќе биде поставена и во поголемите културни центри во Македонија.
Се враќаме повторно во студиото со нашиот гост Роберт Цветковски. А Роберт, еве, зборувавме за класична ликовна уметност, за скулптура, за самоуки. Во последно време во Центарот за култура се почеста е изложбата на фотографии и привлекува голем број фотографии и млади и некако како да стана тренд во Куманово. Дали сум во право? Да, забележителен е пораст на Фотографски изложбите, на изложби. фотографски изложби, така во Куманово е за среќа функционираат 3 клуба. Значи тоа е фотокиноклубот Козјак, потоа фотоклубот Куманово и фотоклубот F7 кој работи како секција при Центарот за култура. Можам да ви кажам дека со сите 3 имам изворена соработка. Мислам дека и сите 3 изложуваат до сега Да, во првиот. изложуваат континуирано секоја година, значи во просек барем по една изложба. Некои успеваат и по две изложби да направат, да. Посебно пријатна новина е сега Малински фестивалот кој истовремено се одржува во повеќе простори во Куманово, меѓу кои и во Центарот за култура. Значи гледаме една експанзија, еден огромен интерес на младите кон фотографијата како медиум, а секако што овие 3 клуба имаат соработка со повеќе фотоклубови од ширум Европа и што на нивните конкурси се јавуваат извонено квалитетни фотографии од целиот свет, значи и самата кумановска публика и младите љубители на уметничка фотографија имаат можност да дојдат во допир со тие фотографии и секако тоа предизвикува голем интерес кај нив, така да од оној аспект што се не само што се конзументи на тоа што се изложува, честопати и застануваат од она друга страна на фотоапаратот и стануваат и автори на добри фотографии. Така да тој тренд е сигурно за поздравување. Јас се надевам дека тој континуитет кој го имаат сега, овие 3 клуба ќе продолжат и во идниот период. Значи така континуирано и со прекрасни изложбени поставки. Да, мислам дека колку вие пратите состојбата, тоа се најголем дел млади автори, млади деца. Млади автори, значи се млади уметници, млади уметници кои директно учествуваат во тие клубски изложби. Млади во смисло тоа што се и како организатори една нова сила, да, и тоа е изненадувачки, така. Одеднашка некој импулс се јави, некој интерес за самата фотографија како медиум. Да кажам, интенција да се прави фотографија доаѓа и од аспектот што техничките услови сега се многу поприемчиви, да кажеме, во периодот од пред 10-15 години луѓето не беа во можност да прават фотографии, меѓутоа сега секој со купување на дигитален фотоапарат, значи има можност да направи добра фотографија, значи цените и на попрофесионалните апарати стана попристапни до просечниот човек. Квалитетните фотоапарати кои се вградени во самите мобилни телефони исто така на некој начин дадоа еден импулс и луѓето се обидуваат на некој начин таа своја креативност да ја представат преку фотографирање и како дел, значи, на тие технички можности кои станаа подостапни за просечниот човек, нагло порасна и интересот кон создавање на авторски фотографии, а како резултат на тоа е и во Куманово, значи, функционираат 3 клуба кои се надевам дека Како кажавте, едниот од клубот е во рамките на Центарот за култура. Да, тоа е F7 се вика клубот и под координација на Душан Доцевски. Што ја прикажавте, да, токму се работи за презентација, значи, на тој клуб. Инаку тоа што, да кажам, радува што се повеќе средношколци и основци доаѓаат и се присутни на овие изложби. Дел од нив и се зачленуваат во тие клубови каде што ги учат
основните работи за самата фотографија, за самата изработка, за естетскиот пристап кој треба да се има за да се направи една уметничка фотографија. Може би ова ќе биде и можност за профит, да кажеме, кај младите. Ако За профит- може би не за профит- успева ликовната уметност. Тешко за профит, пошто, како што знаете, фотографијата е мулти оригинал, а дигиталната фотографија е, да кажам, на некој начин наексплоатирана верзија на нешто. Штом ќе ставите на интернет, секој може да ја симне, значи многу е тешко самото авторство да биде Заштитено. сочуван, да, заштитено кога се работи за дигитална фотографија. Значи штом ќе ја ставите на интернет, веќе на некој начин имаат не е сите. ваша, така, може да дојде лесно до неја сите, така да за некоја заработка многу тешко може да се. Ова е Кажем, повеќе да се меѓутоа- каже за своја душа. Така, меѓутоа за развивање на некое естетско чувство, за развивање за некое чувство за креирање на проекти од областта на визуелните уметности, секако дека познавањето на фотографијата е многу значајно и дека ќе помогне, значи, на сите оние кои што планираат посериозно да се зафатат со работа на проекти од областта на визуелните уметности. Така. Ние тука полека уште неколку минути се приближуваме кон крајот на нашата емисија. Сега би ве замолила да ни кажете кои се следните проекти кои што остануваат до првиот дел од годината, што да им одгатнеме на граѓаните што ќе може да проследат во Центарот за култура, она што не успеа да го видат до крајот на јули, така кажавте. Да, сега значи можам да најавам една исто така фотографска изложба, една изморена. Повторно фотографска, повторно, да. Тоа се работи за изложба која го промовира локалитетот Кокино, се вика Кокино шепот низ вековите. Автор на оваа изложба е Љупчо Илиевски од Скопје, еден пасиониран љубител на фотографијата кој дури 6 години А на Кокино, бога ми, има и што да се направи. Ги има работено, вчера кога разговаравме, ми каже дека 150.000 километри прошол Скопје Кокино релација, 6 години да оди секој ден, да бара Многу посебни вложен труд. услови, значи во утрински услови, пладневни, вечерни, сите можни термини и од сите можни ракурси барал, значи, поводни локации од каде што ќе може да го сними овој локалитет и благодарение на таа една огромна збирка на фотографии, има и селектирано 50 на фотографии кои биле во повеќе светски центри и кои локалитетот Кокино, самата обсерваторија, значи, Самата ја посебен прекажала на највисок можен начин, значи таа е презентирана на вистина на еден многу професионален начин. Ние ќе имаме можност преку 26 фотографии од таа збирка на изложбата која ќе биде отворена на 2 јули во 20 часот, значи да видиме дел од таа поставка која има поминато повеќе светски центри. Секако ја поканувам публиката, вашите гледачи да присуствуваат на отварањето на ова изложба, значи која, пак повторувам, ќе се реализира на 2 јули со почеток во 20 часот. И ќе биде актуелна до И ќе биде актуелна до 16 јули. до 16 јули. На 16 јули ќе презентираме една изложба на 3 уметника од Кавадарци. Тоа ќе биде, значи, изложба која носечко место ќе има уметничката Ива Јосифова, која е председател на Друштвото на ликовните уметници од Кавадарци. Мислам дека ова изложба ја имавме и минатата година. Не, нема, или за прв прв пат ќе дојде ова изложба во овој формат, значи 3 уметника. И секако, како што веќе спомнавме, на 30 јули не очекува презентирање на изложбата скулптури на новото време. Значи тоа ќе биде една поставка, се надевам, од 20 академски скулптури, значи со скулптури кои за прв пат ќе бидат изложени на ова изложба и тоа отприлика ќе биде
таа програма Ке има наши скулптори? Се пријавија ли Кумановци? од Куманово, за жал немаме сега Немаме? потврда од Куманово сега за сега. Меѓутоа се надевам дека ќе се вклучат, информирани се сите по електронски пат и во директните контакти кои ги имам со нив, така да очекувам дека можеби некој ќе се вклучи, ако не сум сигурен. Она што сум сигурен е дека до сега имаме сигурно 5 автори, имаме и 5 скулптури соберено. Очекувам дека негде до 10 јули ќе успееме да направиме една збирка од 20 на скулптури. Па, еве сите оние што ја сакаат скулптурата, што се љубителите, да кажам, на скулпторското творештво, нека повелат во Центарот за култура. Таа изложба ќе биде поставена во текот на целиот месец август, а потоа од септември одиме Со тоа завршува и првиот дел да, од програмата. првиот дел завршува од програмата. Поради летните одмори, обично месецот август е пуст, во градот нема ни луѓе, така да одбегнуваме да правиме програми во текот на тој месец, бидејќи знаеме дека посетата во затворен простор е многу мала. Обично се преферираат, ако се прават некои програми, да бидат тоа на отворен простор, што е разбирливо за летните услови. Па од септември продолжуваме со програмата, значи ни останува да се направат уште 2 фотографски изложби за кои има поддршка фотоклубот F7 и останува да ја направиме изложбата Кумановски графичари, негде планираме тоа да биде во текот на месецот октомври-ноември. Така. Им кажавме скоро се на гледачите и на публиката. Да, најголемиот дел. Најголемиот дел, она што ги интересираше. Роберт, ти благодарам што беше гостин во нашата утринска програма. Се надевам дека Па и јас да и ви понатаму ќе се се благодарам што ме поканивте. Се надевам дека вашите гледачи од овие информации што им ги кажав ќе имат малку појасна представа тоа што ќе се случува во центарот. Така. Почитувани гледачи, тука некаде ја привршуваме денешната утринска емисија. Ние ве оставаме во добро расположение. Ја одјавуваме со една музичка номера. Имајте пријатен ден. Што сум ги погрешил сега и пробувам да сменам некои саботи, што не сум бил јас до тебе и пробувам јас да сменам се, што не сум можел да сменам не и пробувам само за тебе, зашто те нервирале. Да ме сватиш, јас би променил баш се. Тогаш би можела да се вратиш, со мене живот да помине цел. Кога би можел да променам се и ова време да застане. Кога би можела, не можам не. Овој живот не е фер, не, 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 не. Не е фер, не, 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 не. Ти знаеш, никој не е совршен, за да те има тебе. Ја знам, заслужувам
заслужуваш ти повеќе, но ме сакаш мене. Ние знаеш многу имавме, другите што не